Откровение на апостол Јован, 19 глава. Потоа чув висок глас, како од многу народ на небото, кој велеше: Алилуја, спасение и слава, чест и сила на нашиот Бог, зашто присудите негови се вистинити и праведни, бидејќи тој ја осуди големата блудница која со своето блудство ја расипа земјата и се одмазди за крвта на слугите своји, што загина од раката незина. И повторно рекоа: Алилуја, димот незин ке се издига во векови. Тогаш падна 24 старешини и 4 животни, та му се поклонија на Бога, кој седеше на престолот, велејќи: Амин, Алелуја. А од престолот излезе глас кој велеше: Фалете го нашиот Бог сите слуги негови и вие кои имате страхопочит кон него, големи и мали. И чув глас како од многу народ, глас како од многу води и глас како од силни грмотевици кој велеше: Алилуја, зашто се зацари Господ Бог Вседржителот. Да се радуваме и да се веселиме и да му дадеме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето и невеста му се приготви. И се даде да се облече во чист и светол висон. А висонот е праведноста на светиите. И ми рече: Напиши: Блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. А ми рече уште: Ова се вистински Божи зборови. И паднав пред нозете негови да му се поклонам, но тој ми рече: Стој, јас сум слуга како и ти и браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. И го видов небото отворено, и ете бел коњ, и оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит, и тој праведно суди и војува. Очите му беа како огнен пламен, а на главата имаше многу круни и напишено име кое освен него никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв, и со името Слово Божјо. А небесните војски, облечени во бел и чист висон, врвеа по него на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч за да ги казни со него идолопоклонците. Тој ќе ги пасе со железен жезол и ќе ја изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Вседржителот. На облеката и на бедрото негово беше напишано името Цар над царевите и Господар над господарите. Потоа видов еден ангел како стои на сонцето. Тој извика со висок глас и им рече на сите птици што летаа сред небото: Долетајте и соберете се на големата Божја вечера, да јадете тела на цареви, тела на војводи, тела на силни, тела на коњи и на нивните јавачи, и тела на сите, слободни робови, мали и големи. Тогаш го видов зверот и земните цареви, нивните војски, собрани за да војуваат против оној кој седеше на коњ и неговата војска. Зверот беше фатен, а заедно со него и лажниот пророк, кој правеше чуда пред него, да ги соблазни оние што беа примиле белек од зверот и се поклонуваа на неговата биста, и обајцата живи беа фрлени во огненото езеро со запален сулфур. Другите пак беа убиени со мечот што излекуваше од устата на оној кој седеше на коњот. И сите птици се наситија од телата нивни.